Господине Села, вие си играте со чувствата на граѓаните кога тврдите дека не постојат македонци, а исто и колегите од СДСМ си играат со чувствата на македонците заради тоа што вашите три пратеници се клучни во ова собрание и ниту еднаш не ја осудија вашата изјава со која што тврдевте дека македонци не постоеле до пред 100 години. Знаете, за да постои геноцид мора да има тенденција на намалување на население, а не на зголемување на население. Пример, во вашето родно село пред 100 години пола од населението биле македонци. Денеска нема ниту еден македонец. Во вашето родно село пред 100 години имало црква. Во 1960 година таа црква е срушена. Може би на тоа треба да дадете одговор. Може би за тоа треба да разговараме. Ве молам, немој да отварате вакви теми и да ги злоупотребувате чувствата на граѓаните за дневна политика и да се правите најголем албанец тука поради тоа што немате што друго да понудите, заради тоа што 10 дена струга е загадена со запалената депонија за која што ништо не сте направиле додека бевте градоначалник, па да одговарате зошто дозволувате не само македонци и албанци да дишат најнечист воздух во Република Македонија последниве 10 дена, и тука ќе продавате патриотизам и ќе кажувате геноциди и ќе хушкате народ против народ. Немој да заборавите дека обичните луѓе, и македонци, и албанци, и турци, и сите останати, кои што живееле и во Струга и во Велес, никогаш немале проблем помеѓу себе да живеат, никогаш немале проблем да си помагаат, никогаш немале проблем да си честитаат Великден или Курбан Бајрам, си помагале во секоја прилика. Проблем имало кога луѓе, да не кажам тоа, ги злоупотребуваат чувствата на граѓаните и ги хушкаат луѓето едни против други. Немањето концепт како да се дојде на власт, освен да се крене омраза на албанците спрема ВМРО, е метод во кој што вие учествувавте, а го раководеше Социјалдемократскиот сојуз. Ги злоупотребувате луѓето. Еден ден вие ќе ја плаќате цената. Од албанците, не од македонците. Заради тоа што вие потврливте како градоначалник на Струга, заради тоа што некој друг во Тетово потврли како градоначалник на Тетово. И сите ваши неуспеси ги префрлате на сметка на ВМРО. Зошто? Заради тоа што треба да се вратите во Струга и да кажете што не сте направиле. Не го кажувате тоа, вам ви е полесно да кажете овие ВМРО се вакви, овие ВМРО се такви, овие ВМРО се не знам што. Представувате тука црни ѓаволи. Ве молам, не чепкајте во теми, прво, кои што не ги познавате, второ, во теми кои што предизвикуваат негативни реакции. На крај уште еднаш ќе кажам, секогаш, кога граѓаните, кога народите си терале по свое, кога си ја работеле работата, кога живееле заедно, немало никаков проблем, ни помеѓу македонци и албанци, ни помеѓу македонци и турци, нити помеѓу турци и албанци и помеѓу сите други етнички заедници. Кога разноразни умови во политиката се обидувале од 0 да дојдат до 3, тогаш настанувале етнички проблеми во државата.